Пехчево со најмногу болни од грип во државата, во регионот, вирусот улегна најмалку 60 пациенти. Смена околу 20 до 30 пациенти доаѓаат. Суша во зима, прегалница плитка, а на браната Калиманци и се гледа дното. Јануари ќе не гори, многу празници, малку пари. Бориме се со живот. 10-годишно дете од Пробиштипе со големи психички последици откако е претепано од соседот. Детето ме по доктори, детето ми пи лекарства. Бабите денес ги учеа дечињата како се прават колачиња. Со новата година почне и сезоната на грип. Инфлуенцата улегна најмалку 60 пациенти од истокот. Најмногу болни 31 има во Кочани, 21 во Пехчево, 4 во Штип и 2 во Виница. Сепак, според број на жители, кога во прашање е грипот, најмногу болни има во Пехчево, 40,5 на 10.000 жители, што е најмногу во државата. Од почетокот на годината бројот на пациенти е зголемен речиси двојно. Зголемен е бројот на пациентите што доаѓаат повеќе со респираторни заболувања, значи што се жалат на течење на нос, на кашлица, на болка во грлото, болка, температури по нив пратени. Тоа некаде ги има на смена околу 20 до 30 пациенти доаѓаат. Најголем број случаи се лекуваат амбулантски, но грипот потешко го поднесуваат дечињата, па некои од нив завршија и во болница. На детското одделение по текот на вчерашниот ден се хоспитализирани 4 нови дечиња, а вкупно на одделението имаме за садајле до утрина, значи 21 дете хоспитализирано. Ова ни дава за право да кажеме дека веќе започнува оној период на типични инфекции за зимскиот период, односно на појава на симптоми на грип. Заштитата од вируси не е едноставна, но сепак лекарите подсетуваат што превентивно може да се направи. Да пијат топли чаеви, да земат многу витамини, по можност на природен начин со лимони, портокали, мандарини. При мали промени, например мали настинки, мало течење на нос или температура да земат парацетамол, а ако имат поголеми проблеми да се јават на доктор. Официјално, грип е регистриран кај 60 жители од истокот, но најмалку уште 3 пати потолку се лекуваат сами, а се очекува оваа бројка дополнително да расте. За среќа, пациенти со свински грип нема регистрирано. Суша во зима, прегалница е плитка, а на браната Калиманци и се гледа дното. Во последните 2 месеца, кои обично треба да бидат со многу дожд и снег, во регионот на Врнале одвај 39 литри на метар квадратен, наспроти просечните за овој период од годината 62. Ваков сушен јануари на истокот не се памети со години. Јануар, февруар не се суви обично, ама сега како што одат работа изгледа ќе биде суви. Дожд да има, снег да има, па оваа природа могу да се освежи. Беше и цело лето суво, Керко. Абе ќе нееме вода да пиеме бе. Ова е причина најголемата река во регионот да се спушти на загрижувачко ниско ниво. Во моментов брегалница е со висина од 75 сантиметри. Колку за подсетување, во 2011 година, која се сметаше за една од најсушните во регионот, таа беше со висина од 144 сантиметри. Ова автоматски значи и помалку вода во акумулациите. Најизразен проблемот е во Калиманци. Браната е со капацитет од 129 милиони метри кубни вода, а во моментов таму има одвај 45 милиони метри кубни. Беровското езеро е со капацитет од 12,5 милиони метри кубни, а во моментов таму има 8 милиони метри кубни вода. Пишичка брана е со капацитет од 750.000 метри кубни вода, но во моментов таа е целосно празна. Колку земјоделци во регионот чекаат на вода од овие брани? Подорица оваа година ќе бидат засејани 4700 хектари. Како втора култура, највеќе застапена во системот брегалница и во црката со 1620 хектари. На трето место доаѓа пченката со 872 хектари, лозовите и овошни култури со вкупна застапеност околу 700-830 хектари. Инаку, просечните врнежи во регионот се движат од околу 500 литри на метар квадратен. Најмногу дожд годишно врне во Берово, 677 литри на метар квадратен, а најмалку во Штип 468. Јануари ќе не гори. На списокот првиот месец во годината има многу празници, што за граѓаните значи и многу трошоци. Во овој месец има најмалку 12 големи христијански празници. Тоа значи многу слави, имендени и гости.
Поводот е убав, ама сметката дебела. Се за Божикот ќе земе. Помаранџи, мандарини, јаболки, сокове тие работи, нешто вино, нешто ракија, нешто им зема нако недостатъци, пак ќе доземи и тоа се. И ќе потрошиме тие пари, по ноша ортица, натам ќе терем по стара нова година, не само оваа нова година. За внуците, jer и они тражат. Дедо, што ќе купиш? Купи ми тоа, купи ми ово и мора да му купиш. Подмирувањето на празничните трпези, подготвувањето на куќна слава и именден во просек се дополнителен трошок од една пензија или една работничка плата. Колку што изимаме, уште толку треба да зимаме. Од прилика, јас сум пензионер, 10.000 динара малку е. Ако имаш внуци како мене, например, треба нешто да ги почастиш, да ги пречекаш и така. Па сигурно една плата треба. Сигурно една плата како што зимаме ние. Плюс плата. Што зимам 10.000 динара плата. Но дополнителни пари не дава никој, па прашање е како јануари ќе се преживее. Сиромашки, како може да биде? Тешко е, тешко. Што да му правим? Таква не е сега управијата. Бориме се со живот. И тоа е. Тешко ќе биде. Голем месец, празници и тоа ти е тоа. Ова секоја наредна година е се поголем проблем, зашто и овој јануари е поскап од ланскиот. Во просек цените се повисоки за 15%, па она што лани чинел 1000 денари, сега е 1150, а платите се и понатаму исти. Десетгодишно дете од Пробиштипе со големи психички последици откако е претепано од соседот. Ќотекот кој од петооделенецот направи пациент на нервното оделение, тој го добил од 40 годишник, татко на дете со кое претходно повеќе дечиња од оделението имале врсничка расправија и тепачка. Авторитетот, но и тешката рака на 40 годишникот кај младиот пробиштипенец биле причина за физички, но и тешки психички проблеми кои никако да ги надмине. Принудена да го водам на психијатар, затоа што го беше страв да седе дома сам, да излева на улица сам. 3 месеца го водиме до школа и го чекаме од школа назад и бев принудена да напуштам од работа. Морав дома да седам со него. Ни родителите, ни психијатрите, ни силните антидепресиви не помогнале детето да се соземе од претрпениот страв. Детето ми по доктори, детето ми пи лекарства, што имам и рецепти, што ги пијат луѓе возрастни. А сентра ми пи детето за да се смире. Уште не има мир, уште има страв. Освен од соседот, родителите се разочарани и од апелацискиот суд од Штип. Имено, пресудената одштета од 2000 евра и трошоци од 400 евра од основен, апелацискиот суд ги намалил на 500 евра одштета и 170 евра трошоци. Значи тука не се почитува мислење на невропсихијатри, мислење на педиатри, значи не се почитува ниту и основниот суд, не се почитува судиката што најверојатно е веќе пред пензија. Не се почитувам ниту ја, ниту го почитуват мојот адвокат, нити моето дете. Одлуката на апелација е конечна, но не и намерата на родителите да ја прифатат. Тие најавуваат представки до Судскиот совет и до Министерството за правда. Пукната цевка од сосед потка по тамели на куќа. Проблемот кој без сон и мир остави штипско семејство се случил вчера, кога водата од соседната куќа завршила во темелите на нивната. Касното некаде тамо 8-9 сата беше и како што седеме дома, однешка жена да вика, озгоре поплава. Излавам јас надвор, горе вода со фистотка тече како да е од река. Као се слива, као се слива и мене јас се уплашил сум, ќе му легнат у подромите доле. Водата истекла вчера, но трагите од нејзиното присуство во дворот на соседот се видливи и денес. Дополнителен проблем за нив, освен синоќашната штета, е и несигурноста, дека вода во темелите може да им влезе повторно. Не е регулирано ништо како што треба. Не е обезбедено, прво не е обезбедено ништо позади којките. Тоа во секој момент може да се деси истата работа да се направи. Јас кога ќе направам тука парк, да направам или деца да одат играат тука. Јас секој треба да имам бојазност. Соседите проблемот го санирале, но не и последиците од него. Ова, освен причина за меѓусоседски, може да биде причина и за судски спор. Се веќе викам адвокати, ќе морам некако да го решавам проблемот. Ако некој да дојде да се договориме човечки како што треба да санира го во што треба,
и да направиме нешто, да се договориме, да бидам ја безбеден тука, ќе морам да го дам на суд, немам друго спас. Инаку, за проблемот со водата, Василеви веќе алармирале и во локалната самоуправа и случајот е пријавен кај комунален инспектор. Бабите денес во Штип ги учеа дечињата како се месат колачиња. Приготвуваат се брашно, сол, топла вода и сода бикарбонат. И се пеат, прави се колачиња и децата се пеат коледарски песни. Повторувањето е мајка на знаењето, па дечињата веднаш презентираа дека кажаното го сватиле. Ставаме брашно, па вода, па сол. И месеме колачиња. Но Коледе не личи без песна. Најчесто се пее такар Коледе. Кој спие нека стане, нека месе колачиња за дечиња. Ако нема колачиња, нека дават оревчиња. Ако нема оревчиња, нека дават бомбончиња. Ако нема бомбончиња, нека дават коштанчиња. И такар Коледе. Коледарскиот тренинг се одржа во организација на детската градинка Вера Циривири Трена. Со цел да ги одбележиме нашите престојни христијански и зимски празници, Коледе, Бадник и Божик. Денес бабите и дечињата имаа генерална проба, но до израз едните и другите најмногу ќе дојдат во недела, кога се палат коледарските огнови, се месат колачињата и се пеат коледарските песни. Министерството за труд и социјална политика најави 30% поевтини ски билети на Маврово за студентите на сите универзитети во државата. Ова е една одлична можност за сите граѓани, љубители на белиот спорт со статус на студенти, кои што веќе одлучиле зимскиот одмор или пак некој од викендите да го поминат токму во Маврово, но и за оние кои се уште не одлучиле. Понудата е интересна и атрактивна за да се рекреираат, да се дружат и забавуваат. На иницијатива на граѓаните, Општина Македонска Каменица гради нова пешачка патека меѓу детската градинка Бамби и градскиот стадион. Патеката е со должина од околу 150 метри и се очекува да се заврши во наредните 10 дена. Вакви пешачки патеки ќе бидат поставени на уште неколку фреквентни пешачки зони во општината. Во пресрет на божикните празници и годинава Општина Виница организира заедничко палење на бадниковиот огин. Традиционално ќе се делат и лепчиња со паричка, а најстрикните тројца ќе бидат парично наградени. Манифестацијата ќе започне во 18 часот на плоштадот Ангел Винички. Пред празнично на Штипскиот градски пазар имаше многу голема побарувачка. Продуктите кои се неизбежни на бадниковата и божикната трпеза беа приоритет за граѓаните. Протокали, лимони, банани, се. Костане, ораци, јабуки, тоа е. Но што производителите им нудеа на своите муштерии? За пред Божики нудиме коштани, ораци, кикиретки, смокви, урма имаш, банана, мандарина за трапез да биде побогата. Коштано ти е 130, имаш 120, кикиретки имаш 120, ораси 120, смокви, урми по 40 денари од 100 денари урми, мандарини имаш 50, банана 60, кива имаш 30 денари. Па очекувам да го потроши, имам коле тон и по, рачунам да го потроши. Традиционално на пазарот можеше да се сретне и бадниковото гранче. Со ово гранче од овај тип е загреан првиот огин кај Исус Христос кој се родил пред пештерата што е запален огин. И затоа е традиција да секоја куќа е редно да го има овај символ, тоа е како да бил на рожбата на Христос. Ово е 10 динари. Ово зимат луѓето, нели, кој не е земал, зима, редно е да земат сите, тоа е тај символ, редно е да го имат сите дома. Инаку денешниот пазарен ден ги нудеше следниве цени. Компирот се продаваше по 25 денари, лук 120, спанак 40, зелката 10 денари за килограм, цвеклото 30, марулата 10 денари парче, киви 50 и 60, портокалите 50 и јаболката 30 денари за килограм. Ништо не е добро. Не е направен ни улици, ни ништо. Ни е асфалтиран патиша, ништо не е. Пати нема работа, нема фабрики не работат. И одек со 3 динара се струи, а 5 души сме дома, не работи ни еден. И одека плата 3 за струја, 2 за вода и одек со што ќе живееме?
Чипската прволигашка екипа Брегалница полека ги консолидира своите редови пред почетокот на подготвителниот период за новата полусезона. Новиот тренер Али Ѓунеш во Штип пристигнува задутре, а веќе на 8 овој месец ќе има првата прозивка со фудбалерите. Од 10 јануари започнуваат со базични подготовки кои ќе се одржуваат во Штип, а веќе се договараат и висински подготовки. Во моментот преговори се водат и со 3-4 нови играчи кои треба да пристигнат во редовите на сините, но имења за сега управата не објавува. Иако синоним за хазардерството е Лас Вегас, сепак најмногу пари во овој бизнис се вртат во кинескиот град Макао, кој има рекордна заработувачка од 45 милиарди долари на годишно ниво. 30 казина во Макао само во декември минатата година направиле профит од 4,2 милиарди долари, што е за 18,6% повеќе во однос на претходната година. Коцкањето во оваа некогашна португалска колонија процветало откако кинеската влада пред една деценија го укина монополот и дозволи во овој бизнис да влезат и странци. Аналитичарите проценуваат дека приходите од коцкањето во Макао се околу 7 пати поголеми од заработувачката остварена во Лас Вегас. Според православниот верски календар, утре се одбележува житието на светата великомаченичка Анастасија Одврзителка. Католиците утре одбележуваат Света Ангела Фолинска.